Оно што е многу важно, поготово страна на политичарите, поготово страна на политичките партии, е многу одговорна и многу посветена работа за иднината на Македонија. Значи, право на комоција веќе нема никој. Многу долго време, многу политички партии, многу политичари си дозволија комотно да се однесуваат во услови кога ние ја немавме додефинирано државност. Се согласувам со професорката Кодозова, да, овој договор е исклучително значаен и тука ние завршуваме нашата државност, решавајќи ги проблемите во регионот и она што сме денеска, што веќе беше неколку пати спомнато како земја која во регионот веќе ги нема големи проблеми, но тој процес не е завршен. Значи, тој процес сега не можеме да го дочекаме само него да заврши, па да почнеме да ги решаваме другите проблеми, затоа што следи референдум, отварање на уставот, тоа е еден долг процес кој треба да се заврши во рок, ако референдумот се разбира е како што треба, ако граѓаните се изразнат и дадат пас на овој договор да остане во живот и да продолжиме понатаму. Значи, тоа е процес кој сериозно треба да се одработи, но во исто време, за жал на многу, затоа што многу време е изгубено, ние не можеме чекор по чекор да ги работиме работите. Мора да се отвори сите фронтови, значи да се завршат реформите, да се подобри администрацијата, видно да се направи спремна за да може да ги отвори процесите, да ги води процесите кон приближување на Европската Унија. Ние се вративме многу назад. Сега треба и да се вратиме на патот кој е изгубен последната деценија и да продолжиме со силни чекови понатаму. Но, спомнато беше пред малку во меѓувреме, добивме за овие 10 години покрај нарушен правен систем, добивме и граѓани апатични или депресивни, кои немаа иднина, кои не знаеа каде се движат. Еден голем дел од нив си заминаа и таму почувствуваа дека е подобро ако побрзо си отидат, затоа што нема време, животот е многу краток, ако немаат услови во оваа земја, ќе побараат некаде на друго место. Значи, мора пред се политичките партии да го сменат односот кон своите граѓани, да го она што им го ветуваат да стане стварност, општество за сите и правда за сите, треба да биде стварност и во тоа треба да се вклучат апсолутно сите. Ниедна политичка партија повеќе не смее да си граѓаните да ги представува како луѓе, бројки кои треба да ги качува во автобуси, да ги вози наоколу и да им дава барјаци во раце, да мафтаат во нивно име. Значи, европски граѓани е достоинствен граѓанин. Тоа мора да го градат пред се политичките партии. Тие го вратија овој, го доведоа во состојбата во која се наоѓа денес. Значи, мора да се работи апсолутно на сите полиња и во една прилика еден работоколик вели: застанете, напиете се она што пиете, дали вода, пиво или сок и продолжете, толку имате време за пауза. Ние немаме време, значи ова мора многу сериозно и многу брзо да се работи. Европа, ние нема да ја донесеме тука, ние во Европа исто така треба да додадеме вредности. Значи прво мора да си го изградиме своето општество. Значи нема да влеземе во Европа за тие да ни направат солидно општество. Ние тоа општество треба да го изградиме за сите и да бидеме додадена вредност на Европа, а не баласт и терет кој треба да го носиме понатаму. Благодарам.